Регионалниот одбор на СОНК Тетово, кој што го покриваме токму ние во состав на СОНК на Република Македонија, има доста проблеми кои што ги засегат вработените во образование, наука и култура. Во делот на образование во изминатиот период се изготвени два колективни договори. Едниот колективен договор е за основно образование, другиот колективен договор е за средно образование. Сега, во изминатиот период, кога беше таму околу 7 март, се донесе одлука и се потпиша таа спогодба за минималната плата. Таа одлука ние ја поздравивме како синдикат и навистина заслужуваат тие луѓе кои што ќе земат таа плата. Меѓутоа, таа плата сега во моментот се доближува до вработените во секторот образование и градинките, до оние кои што имаат друг степен на образование, кај што е непринципиелно. Не може, например, еден условно неквалификуван работник да зема 18.000 плата, а другиот квалификуван со високо образование да земе плата некаде околу, еве да кажем, отприлика 20-21.000. Значи, тоа е непринципиелно. Од тие причини СОНК бара да седнеме и да преговараме со надлежните министерства. Особено со Министерството за образование, а тука и Министерството за труд и социјала. Односно, тука припаѓаат градинките. Во изминатиот период се направија неколку обиди да се воспостави таа рамка на преговори, меѓутоа таа рамка некако во последно време како да не иде, како да се закочува, како некој да ја кочи. Средби имавме со Министерот за образование, со Министерот за финансии, меѓутоа сега дали се бара вакуум простор или нешто друго се бара, не знам, се уште немаме конкретни одговори. Што би биле барањата? Барањата би биле вака сега. Првенствено, доколку се потпишат колективните договори. Таму не е само покачувањето на платите, таму имаме патни трошкови, таму имаме годишен регрес и многу други барања. Таксативно, ако ги наброиме, таму се околу 20 други барања. Сега, знаете, кога се договараме, некогаш наоѓаме, некогаш си средина. Во односи на тие барања на покачувањето на платата, ова што го најавуваме ние како 45.000 денари, тоа е невозможна мисија во овој даден момент. Знаејќи дека имаме енергетска криза, економска криза, ковидот, еве, кој што дали ја прикара или не, се уште не знаеме, завршен. Од тие причини бараме да имаме една динамика на покачувањето на платите со тоа што некаде за 2 години да се исполни она што ние го бараме како синдикат, како СОНК. Значи, ако во случај да дојде до ситуација да нема повратен потврден одговор по тоа прашање, планирате ли штрајк, размислувате ли за трпење нели на наставата во таа насока, какви се планови? Советот на СОНК може да донесе одлука за штрајк и ќе спроведеме ние штрајкот. Меѓутоа ќе трпат другите, ќе трпат учениците, ќе трпат родителите, целото општество ќе трпи. Ако се донесе таква одлука за штрајк, многу лесно влегуваме ние во штрајк, меѓутоа многу тешко излегуваме. И на крајот кој ќе биде епилогот? Пак ќе треба да седнеме, пак да се договараме. Затоа не посакувам да има штрајк, туку да се изнајде решение, да се најде еден компромис, кај што еве постепено платите ќе се покачуваат и во дејноста образование, наука, култура и во труд социјала, односно во градинките. Каква е состојбата ви со предизвиците во однос на пандемијата? Мислите дека секторот, да речеме, многу е под голем притисок во некоја? Пандемијата си го направи своето. Многу изгубија учениците, многу изгубија наставниците. Тогаш преговарахме, договарахме, укажувавме на доста работи. Не сакаме пандемијата сега да ни се надоврзе со штрајкови или со некои други непопуларни мерки што ќе ги преземеме. Ако преземеме сега мерки, протести, штрајкови, затварање на училишта, тогаш ќе биде огромна загубата пред се прво за учениците, а потоа и за сите други. Е предизвик пандемијата и самото одвивање на наставата за самите наставници, за просветните работници? Па како нема, еве во овие последни денови слушаме дека некои мерки се олабавуваат и се враќаме скоро у нормален живот. Тоа ни дава еве знак дека понатаму ќе течат работите во некоја нормална состојба, меѓутоа па сега нешто друго ни дава, јаве се самата економска состојба, гледаме каква ни е енергетската криза, оние други работи, да не ги спомнувам што се случуваат надвор од Македонија,
така да во кој правец ќе се движиме, значи треба да се донесе одлука на едно повисоко ниво. Мислите дека наскоро ќе имате надежда дека ќе се најде на заедничко решение за, како што кажавте, постепено некоја динамика во покачување на платите и слично? Секојдневно сме во очекување. Значи секојдневно сме во очекување да се излезе со некое соопштение. Направена е методологијата за пресметка, таа методологија треба да се спроведе и да излезат министерот и председателот на СОНК на Република Македонија да дадат образложение, свое мислење како понатаму ќе течат работите.